Пописот е нецелосен и незавршен, затоа по промената на власта ќе направиме нова и реална статистичка операција спроведена електронски. Ова го најави лидерот на опозицијата во гостување на телевизија Алфа. Христијан Мицкоски потенцира дека 132.000 луѓе се само административно попишани, па за нив не е наведена етничка или религиска припадност. Тој вели дека ја почитува одлуката на тие кои не се изјасниле, но и дека со нивното попишување бројката на македонците би била поголема. Ние уште на самиот почеток имавме многу забелешки за оваа статистичка операција, но оној заклучок што можеме да го кажеме покрај фактот дека е таа некомплетна е дека мнозинството, огромно мнозинство, повеќе од 90% од тие кои што се неизјаснети се дел од македонскиот народ според општините каде тие се наоѓаат и дел од општините ги набројавме денеска на пресконференцијата. Но истовремено и порачавме дека веднаш после промената на власт имаме една статистичка вистинска операција електронски попис на кој што јасно ќе знаеме колку е резидентното население во Македонија. Христијан Мицкоски вели и дека Македонија губи население 10% во однос на претходниот попис, што според него е поразителен факт за сите политички елити и политичари кои изминативе 20 години функционираа на политичката сцена. Лидерот на ВМРО-ДПМН додаде и дека народот страда од поделби, дека е потребно обединување, особено во време кога се соочуваме со економска и национална криза. Нас не треба во овие тешки времења на сериозна економска криза, на сериозна национална криза, на сериозна криза која што веќе подолго време влада е да се обединиме, а не да продолжиме да се делиме и мислам дека денеска и тоа го зборувавме. Односно членот на извршниот комитет и пратеникот Милошевски тоа го зборуваше на пресконференцијата дека од поделби ние страдаме, иако јас длабоко ценам дека треба се тоа да извлечеме поука и да се обединиме околу политичкиот субјект ВМРО-ДПМН како никогаш досега, за да може на државата да ја тргне, за да може на Македонија да ја тргне. ВМРО-ДПМН ги поддржува протестите на синдикатите, вели партискиот лидер, според кого тие во парламентот веќе се обиделе да интервенираат со законот за вработените во образованието, но и за вработените кои се дел од јавната администрација. Тој обвини дека додека народот крпи крај со крај, власта на СДСМ отворила само 24.000 нови работни места во приватниот сектор, додека во јавниот сектор бројот го зголемила за нови 30.000 места, во најголем дел, како што рече Мицкоски, партиски војници.